Со природни убавини, со гостопримливост и со добра храна, така малешевците ги пречекуваат сите наметници кои ќе дојдат во нивниот крај. Беровското езеро е природен бисер што се наоѓа на надморска височина од 1000 метри. Но и покрај тоа, што секоја година се зголемува бројот на туристите кои го посетуваат езерото, сепак капацитетите се уште се недоволно искористени. Прекрасен е воздухот, чиста средина. Мислам дека е доста освежувачки да се дојде тука, да се дише тој воздух, да се почувствува целата таа атмосфера и одморот сам по себе дај. По последните неколку години направено е многу за развојот на туризмот. Изградени се нови и реновирани постојните туристички капацитети, но за поголем број туристи важен е организираниот настап на хотелиерите. Сигурен сум поголема шанса би добиле за да има поголем број на туристи во градот што ќе престојуваат, да се продолжи туристичката сезона и сигурно одредени други бенефити кои што преку Сдруженијето можат да се остварат од одредени фондови и фондации. Освен со природните убавини, Берово е крај со богата историја. Во него се кријат многу револуционерни приказни. Беровчани сметаат дека во нивниот град убаво се живее, но треба повеќе да се вложува во развојот на туризмот. Има услови за туристичка населба, не Берово, Малешевијата има услови за туристичка населба. Браната ја краси Малешевијата. Овде доаѓаат туристи од цела Македонија. Без добра храна нема и туристи, а што е Беровскиот крај без малешевски зелник и прученото малешевско сирење. Зелника со сматенца ќе си направиме кад си имаме кисело млеко, со сирење, со склици. Берово има капацитети, природни убавини, треба само да се поработи на инфраструктурата. Со добри патишта, велат од општината, приходите од туризмот двојно ќе се зголемат, а тоа ќе ги врати жителите назад и ќе го стимне Берово од црната листа, како град кој се повеќе старее.